на ситуацијата со преземањето на акциите да се надополнам и да објаснам. Значи, преземањето на акциите на фудбалскиот клуб Вардар не значи дека ние имаме некаква амбиција да го раководиме фудбалскиот клуб Вардар на долг рок или дека сме газди на фудбалскиот клуб, туку тоа беше принудно решение кое што мораше да се случи за да можеме да бараме легитимно институционална помош. Значи, кажавме во неколку наврати дека бараме политичка одлука, меѓутоа институционално решение. Политичка одлука да разбира дека треба да се донесе таа одлука на државно ниво, дека Вардар треба да застане на здрави нозе, дека Вардар е символ на Македонија, а потоа институционално да се реши прашањето и тоа да биде трајно решение. Вардар не треба да зависи од тоа кој е моментална политичка гарнитура на власт или која не е, која е опозиција. Значи, Вардар треба да живее секогаш и заради тоа ќе побараме и од градот Скопје и од општините институционално да се реши со промена на нивните статути. Значи, да Вардар да биде внесен во статутот на општините и градот Скопје. Што значи, ние од 100% од акциите кои што ги моментално ги поседуваме, спремни сме веднаш мнозинскиот пакет да го предадеме на институциите на кои што ги најавувавме претходно, пред се градот Скопје, потоа и општините доколку посакаат, меѓутоа и за сите оние големи компании кои што ќе понедат интерес да влезат во фудбалскиот клуб Вардар во една, да кажам, во еден управен одбор и во еден шарен управен одбор кој што ќе гарантира на долг рок успеси, бидејќи ние Вардар го градиме на долг рок. Толку само. Оно што е најважно од моја страна да кажам тоа е дека јас доаѓам во клубот од љубов кон клубот, зашто ако можам сами од себе да се најдам во 35 годишна професионална кариера, од 88 година јануари почнав да бидам на 32 години професионален тренер. Да се замислам кој е моје работно место, тоа е клупата пред јужната трибуна на Вардар. Мислам дека најмногу се гледам себе си како тренер на таа позиција, иако сум бил во 10 држави надвор од Македонија и некои репрезентации исто така. Доволно зборува како се осеќам и што чувствам кон Вардарец. На поканата на мене да помогнам во овие тешки моменти, клубот непланирано остана без директорот Баевски и тренерот Грчаров, на кој јас од срце им изразвам голема благодарност за цел напор што го направија за клубот да се врати во прва лига, зашто Вардар имаше големи жртви во изминатото првенство. Многу месеци без плати, играја, се изборија со огромна помош на комити кои што факт е дека го задржале клубот во живот и овозможија да се врати во првата лига, можда беше и веќе преживен пред неколку месеци. Значи да кажем дека тие двајца многу направија навистина за клубот да остане во живот. Начинот на кој заминаја, навистина не сем да бегувам тука, тој не е мој дел работа, да беше меѓу адхок после две кола од првенството, во кој Вардар се најде во, да не речем, безизлезна ситуација. Јас прифатив од први ден да дојдам, значи мојата функција е волонтерска, аматерска, како да кажам, јас немам ни време на договор, нити имам услови, некои практично сум заедно со вас исто во иста ситуација. Али можам да ги обавам тие, така се договоривме, делови од потребите на клубот, да речем го спортски директор, нешто во тој смисол. Колку да се знае чисто, да не помисли некој сега, Ѓоко може да бара некој блесо, она, вамо, тамо. Јас може да сум на долги години тренер, ама не сум толку стар за да бидам пензионер во фудбалот од денес утре. Мислам дека уште можам доста да дадам. Меѓутоа јас сега со целост години сум тука и правам се што можам и во смисол на струката, и во смисол на организација на клубот, и во смисол на привлекување на луѓе, зашто оно што посебно ми смета, а се увери, е да им кажам на сите мои пријатели на некој начин кои што веруваат во мене, зашто јас мислам дека да не сум нескроен, немам ни една црна танка, сите овие 35 години не сум бил инволвиран во ниједна афера, во ниједна
лоша работа, можам само да кажам огромни успеси, поготово со Вардар, и можам да бидам представник за да поверуваат дека овие луѓе кои што сега го спасуваат клубот не се лошото име на клубите, тие што прават вели, што прават проблеми и таква главна асоциација на нив. Дека овие луѓе практично се тие кога сите се кријат и никој не може ништо да направи, кога никој не покушава да направи нешто, велете подобен, тие се потурија како најдуват средства, некој ќе рече добро бе шо сега одат вамо таму земат, значи Вардар имаше 30 милиони. На Златибор ни една македонска екипа немаше тоа. Тие обезбедија во месеците на 200 играчите. Тие пари треба да ги најдеш, значи не е само подршка и викање, него тие луѓе се потурија, пак волонтерски и тие, никој од нив нема не примања во Вардар ништо, за да покажат колку со голкава љубов го прават и да им понудат на сите кои се заинтересирани, така што ова е апел нивни, на Вардар му треба влез на спонзор сега маце старомодно да кажем спонзор нема повеќе во спортот, никој не дава пари така, собственици или компанија која што сака да го презеди клубот, дека тие има вржуваат чисти работи, за да може да влезат слободно во клубот. Да не каже после добро, вие сте тие, ама сега се појават други трети вамо таму, која е најосновната работа да се каже, јавноста дека еве овие луѓе што ви вадат на површина за да вие можете да се прифатите во работата. Значи, јас настојувам од еден аспект да и ги уверам луѓето дека овие луѓе се позитивни и дека не е тоа тие вие што мислите и дека не треба се криете за ова, да не е овој мој ресор, дека јас не смеам ова, треба доказ ова, треба. Вардар е клуб, поготово спортот во Македонија, институција. Вардар е бренд на Македонија. Ако спортот и културата се главни фактори за афирмација на држава, гледаме овие комшите наши Србија со Џоковиќ, со Јокич или со нивни ватерполо или индивидуални Шпановиќ волета светски првак е пред некој ден и дека тие се пристоват во светот, иако се на некој начин сега намета со негова политика, само да кажем што значи спорт за нив, значи иако се и тие инволвирани во тоа, дали се со Русија или се со НАТО или со вамо и со тамо, тие успеват како и Хрватска со две финали на светско првенство, да луѓето кога одат премиери или представители меѓу себе прво прашуваат за Модрич или за Џоковиќ или вамо таму, после почнуваат да разговарат за други работи. Значи, ако е танец бренд во културата во Македонија, или Симон Трпчевски, или Тоше беше порно за нас, или Лепи со Владко и така натаму, Вардар е бренд. Не можете ли да најдете бренд кој што постои толку години во спортот во Македонија кој што е Вардар? Да, може некој спонзор да влезе да земе на оваа екипа, да вложи пари и така натаму, не е бренд, не го знаат во светот, ги нема тие резултати. Јас сум учесник со Вардар на турнеи 2 пати во Австралија, во Јужна Америка, Бразил, Аргентина, Уругвај, многу ми даде на превари надвор, каде што сме го представувале во најсветлите дни. Бевме таму во победувате. Бевме два првлигаши во Аргентина, Мирол Содлус, на Меси Марадона, на Батистута, Балбо Тано, да ги победивме 1-0 таму. Италиерес во Кордова, првлигаш 5-2, што незамисливо е. Ако се сеќавате, имавме во радио телевизија пресконференција, мислеа дека ќе видиме жртве на јагне таму. Јас реков, тешко ќе се Тоа е една од турнеите која навистина се памти, да во слушна или Александр Васовски. Дозволи само уште две минути да докажам смислата. Таа турнеја Ѓоко беше изволено богат и долго. Не ми е целта за турнејата за представувањето на Вардар. Значи за луѓето кои што треба пред викенд, кои што не настојуваат да поможат на клубот, дали е тоа сега за фудбалското, за ракометот, да не кажем два пати европски прваци. Претходно беа ракометарките на ќе европски прваци. Што се работи кои што мора, што има задача и морална и практична да застанеш позади тие брендови во Македонија. И
Јас ушинаш како спортски работник не сум политика, не сум бил на митинг во живот. Имам пријатели од двете страни, јас мислам дека ние треба да се обединиме, да се бориме за сеше македонско и да не се криеме само за приоритетите во политиката на оно што треба да се остари туку, да навистина нудиме помош, опак, да кажем, на Вардар, меѓутоа државата, ако има можности, а сигурно има регулативи, дали преку Фудбалска федерација или преку Агенција за спорт и млади или малка, и сите други клубови, јас не викам дека само Вардар постои, другите клубови не постои, дека тие не треба да се поможат, него ние бараме начин како да се заштити овој бренд кој ќе постои толку години. Што се десува до спортскиот дел, јас стојам 100% на располагање на стручен штаб, со Васовски сме блиски. Јас сум тренер во Вардар 2001 година во Цементарница. Сум дел од неговата афирмација и неговата огромна кариера, 60 години тирешки во Айнтрахт Франкфурт Бундеслига, треба наистина си голем квалитет. И тој не огледа приоритетот во некоја финансиска добит со доаѓање во Вардар, чисто сака да поможи да се излечи Вардар од ова ситуација со подобри резултати. Вчерашниот напредок можда не беше сјајен, меѓутоа Вардар беше наистина во заслужена една ситуација да го добие тој напредок, али секој ход, секој гол може да биде значаен во едно првенство кое почна пред 4 гола и мислам дека заедно со неговите соработници ќе направат максимален напор да го издигнат Вардар во една мирна состојба, се додека овој другиот дел на клуб не се реши, а јас сум 100% подршка позади нив. Ете, ако можем да кажем само главно, за да знаете функцијата која има и начин на кој сум дојден така натаму, меѓутоа и интенцијата за да ги повикам сите оние кои и морално треба да му подржат да Вардар, да се појават, не да се фират. Моја некоја одговорност е да помогнам кога му е најтешко. Овие момци нормално препознат нивната енергија, некако кроз кариерата, па ќе кажам, кроз Вардар го направи тој трансфер во Бундеслига, и освен последната шампионска титула пред 3 години, потоа, за жал, веќе неиздржливо беше да се работи во некои услови кои претходното раководство и целокупната структура ја доживеа, така да се надеваме, значи од тој дел дека Вардар ќе запне во мирни води. Што се однесува до спортскиот дел, за жал вчерашниот напредок не го победивме, меѓутоа јас гледам немав ни еден одржан тренинг со екипата, гледам еден помак према напред, освоен е бод после 3 порази, така да генерално гледано ќе гледаме, пошто нема веќе време ни за заседување, ако успееме да доведеме еден-два играча до полусезона, да имаме еден респектабилен пласман на табелата, а потоа што ќе биде не знае никој. Така да само толку, нема многу да должам, едноставно е чест и задоволство да се работи со овие луѓе. Само да дополна на се ова што се говори дека паралелно со првиот тим што се работи, меѓу другото работиме на реорганизација на младинската школа на Вардар, да го вратиме сјавот на школата, затоа што низ годините е цело време запоставувана, да наши млади деца и оно што треба да бидат продукт на Вардар ни бегаат од други клубови. Почнавме со донесување и голема благодарност што ни искочи во пресред и на преварот во Охрид да води екипата на Богдан Бабунски, легенда исто што се напади во поставен на Маријан Герасимовски како помошник, на Антонио Филевски исто што се луѓе што се големи имиња, што се дел од Вардар. Маријан ни повисе во младинската школа, Боби ќе биде координатор на младинската школа која ќе го врати името Кирил Симоновски Джина, како што беше и било на времето.
вие постарите сигурно се сеќавате, и да направиме една посебна реорганизација со враќање на Вардар. Моментално нема ни простори, нема ни терени, ние враќаме дел од терен овде што се наоѓа во близина на Јане Сандански терен, кој ќе веќе го обновуваме и кој ќе биде една база на најмладите категории на ФК Вардар, и ќе работиме да Вардар продуцира играчи, да нашите деца останат во клубот, да им се даде шанса. Веќе во овој тим има подпишано професионален договор Горијан Цветков. За оваа сезона го подпишавме Горијан Цветков, што е продукт на Вардар. Има уште 5-6 ќе се објават имиња што од Вардаровата школа, што ќе ги продуцираме, инициираме да на долгоречен план, значи да работиме на тоа да клубот застане на здрави нозе, она што го кажа и Виле, дека ние не се гледаме како собственици, туку се гледаме како едно бајпасирање на целата ситуација, отварање на еден чист терен за било која компанија, за било која фирма или било што да конечно ја свати оваа наша борба, дека се бориме за да клубот застане на здрави нозе, да не се провлекува и буквално молиме од сезона за сезона, преживуваме и така натака. Имаме позитивни вибрации, да не речам од сите страни, али тешко иде реализацијата и се надевам дека веќе луѓето препознаваат овие иницијативи со сезонски билети. Може биде тешко, може биде и претходно иницијативите со карти, распродажба на целиот стадион, организирање на утакмица пријателска со Железничар, комплетна организација на навивачката група. Значи сите тие докажавме дека и самата група веќе се подигнува на друго ниво и очекуваме и клубот да биде над нашето ниво, а не обратно да биде. Затоа е целиот овој труд и само ние ќе кажам овде принудно веќе да не се ни појавуваме, да си биде нашето место таму каде што е на трибина, а ние да бидеме задоволни со успесите и со поставеноста на самиот клуб. Толку ви кажам се. Беше заложена градоначалничката да одлучи колку пари. Што се случи, не се спомена. Нема некаква информација дека ќе помогне, не помага. Така. Според сезонија што ги имаме информациите кои што повратно ни дајаат од градот Скопје и Советот, особено на градот Скопје, бидејќи Советот го изгласа тоа без малку едногласно со 34 гласа за и 1 воздржан, без ниту еден глас против. Распределбата на средствата ќе се случи, меѓутоа поради административни пречки ќе треба да помине уште еден совет кој што ќе се одржи на 31 август, а средствата според она што ние веќе кажаме е дека некаде пред крајот на септември би требало да легнат. Се работи за некои средства од некоја сума од десетина милиони денари, кои што би биле солидна инјекција за Вардар да го продолжи нормално да функционира до крајот на годината. А потоа се надеваме дека со соодветна институционална помош, конкретно од градот Скопје и од Советот, меѓутоа и од општините и од општинските чинители, дека Вардар ќе влезе регуларно во буџетот на градот Скопје за 2024 година, а потоа се надеваме за сите наредни години, без разлика на тоа дали ќе влезе инвеститор, голем инвеститор во фудбалскиот клуб. Градот Скопје е основач на фудбалскиот клуб Вардар и е должен секогаш да стои позади фудбалскиот клуб Вардар, без оглед на тоа во каква ситуација се наоѓа, кој го раководи. И заради тоа ќе инсистираме тие секако да имаат акции или да имаат удел во одлучувањето со златна акција, со некое право на вето, бидејќи историското право тоа го дозволува. Кој оттаму прв го запознав во мај 2011 година, прифати да биде тренер на Вардар во втора лига. Се вмеша политиката, Миравци стана општина на Скопје и еве го Вардар каде. Нема ништо. Нема дом, нема игралиште и не набројува. Значи, за секојаш политиката надвор од спортот, од фудбалот. Имам толку години
Вардар цел живот, како навивач, како новина, како потпарно, како председател. А прв пат влегува канцеларија на Вардар во офицерскиот дом, што никој од вас и не го знае како изгледаше. Значи, какво место Вардар имал во таа тогашна Народна Република Македонија? Задуше се влегуваше од задната страна, ама во најрепрезентативната зграда во Скопје имаше своји простори. И на не должа многу, ги спомнав трибините, видејќи селекторите на десната и левата трибина немаат ништо заедничко во поглед на Македонија, ги замолувам, знаете на кого се обраќа, да имаат барем малку љубов и разбирање и исти погледи за Вардар. Зашто очигледно кај нас, да не речам македонците, нема ни еколог, нема ни тритим, а ги нема ни во физички, односно финансиска кондиција како порано Трифон Костовски и покојно Слободан Вујчич Брац. Мислам дека оваа гарнитура, млада на ковити, со ветераните кои на некој начин ќе бидат силна подршка и со искуство и со знаење, може Вардар да се врати. Она акција е добре дојдена, но од сестрца и посакувам колегите новинени многу повеќе да го сакаат Вардар, многу позитивно да пишуваат за неговите проблеми, а тоа што некоја сопруга има се сега на своје име во Вардар, тоа е веројатно за лабораторијата на истражувачкото новинарство, кое треба да направи и своје видување како Вардар од 91-а приваше до овие денови. Како полка да никош повторно не се повтори, секој да си работи својата работа на задоволство на сите, а во Вардар, Джоко подобро знал мене, бил најсилен кога сите играле во Вардар од сите, како се вика тоа, етнички или било какви заедници. Вардар беше и треба да остане за сите. И јас верувам дека ова младо руководство засега, привремено не знам како на комитет успее во тоа, со помош на оваа гарнитура, во која на Раденко и на Ацесот бил потпорова, не знам на Раденко дали и председател. Така. А на Джоко не успеавме да го реализираме желбата што имаше покојни Брацо, да направи тим што убедува ќе биде во втора лига и евентуално со освојување на македонскиот фудбалски куп да игра на европската фудбалска сцена. Тој аманет на Брацо Джоко, ангажирај се малку повеќе да се реализира после многу години. Што да кажам за Вардар, речи си, као новинар сум расцет, што се афирмирал со Вардар. Прв надпревар за кој сум пишал, уствари не сум пишал, него собирал изјави, тоа беше куп надпревар 1961 година, Вардар кога победи Вартекс у Белград. Тогаш се известуваа колегите, не ги знаат Никола Корчски и Борис Павџорчев. Ја као млад новинар, само 2 месеци примено в Нова Македонија, бев на трибини да собирам изјави од навивачите. 40 години ја го следам Вардар. Мислим, професионално до работа во Нова Македонија. Ја и ден го следам Вардар, а и тогаш го следев сум. Нема стадион у Југославија кај што не сум патувал со Вардар, сум известен. Практично заедно со играчите се радував по победите, ставував по пороти. Бевме едно, како да кажем, едно фудбалско семејство Вардар. Што да речам денес? Трагедија што ја денес
Možda mi je sram da kažem, ja ne poznam ne da igraš na Vardar. Ne poznam ne da igraš na Vardar. I do koje deređe dojde Vardar? Nema pomoštenog pa. Polno je gradski stadion, kogo praviše? Beton, Blaže i Tomana go praviše gradski stadion. Pomošten teren na Vardar, secište. Svi ide, na trening ideme na pomošta igralište na Vardar u vrijeme. Danas nema teren, nema prostorije. I da sakam nekoga da prašam, nema na kogo da se obratam. Ja iskreno i kažem, ja im se dijem i na ova grupa što saka da mu pomogne i treba da mu pomogne na Vardar. I na Vasovski, i na Đoko. Mnogo je teško će biti. Ova Vardar mora financijski da se stabilizira. Ovo što dava pomoć po 10.000 evra u opštini, to je sve politička reklama. Tije pare nego Vardar. Treba gradov, mislim, grad da zastane ili neka jaka firma nešto, da se uzene Vardar. Vardar, možda ja imam pogrešno mišljenje, Vardar momentalno nema tim za prva liga. Nema igrači za prva liga. I će biti mnogo teško ako ne se zaseli Vardar, ako ne znaju igrači da ostane u liga. A to će biti još jedna tragedija ako Vardar ispadne od prva liga. Sveko 6 novi igrači se bora sve, ne, to je kvalitet. Ne onaj kvalitet Vardar što go imaš. Koji igrači samo da se Vardar, kakvi igrači imaš? Ne samo po Jugoslavija, so Vardar befu Danfrelaj, befu Dresden, befu Trnava, u Bukureš, kaj ne su bili so Vardar? Deneska. I zato, što da kažem, stvarno mi je žal do kaj dojde Vardar. Stvarno mi je žal. Pa ne smo propuštali trening na Vardar dovađa tuka po 1000-2000 duši trening pratija na pomoćne igralište. Сега i ne možem da shvatam koji mu dozvoli na Samsonenko da go kupi to. Stvarno ne mi je jasno. To je na Vardar. I gradski stadion na ovaj, to što pravi kako igrate na Vardar. Od tribinice ko počne, ako nemaš ni ono. Dobro, kolegice se pomlade, ама. I dobro vika Casko. Mora financijski, ja ne znam Vardar koliko doži. Neko vika 3 miliona evra. Po nekoj informaciji dolži 6. Ja koliko što imam neku informaciju od Uprave za javni prihodni centar, registar 6, možda i 7 miliona. To je golema para. Зачленувате се во фудбалскиот клуб Вардар. Купете се членска карта, бидете дел од спасот на фудбалскиот клуб Вардар со вашиот личен пример. Бидејќи и 1000 денари за членување во фудбалскиот клуб Вардар колку што кошта, може многу да вреди. Толку од мене. Благодарам уште за вашето присуство. Благодарам и од моје име од име на фудбалскиот клуб Вардар.